Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите вториот дел на нашето телевизиско досие Бигалската бомба со која ќе се соочи Република Македонија, односно делот дали во таа масовна група на бегалци кои од Сирија и Ирак се враќаат на територијата на Македонија, поминуваат или транзитираат преку територијата на Македонија, може да има припадници на ИСИЛ или некои други екстремни радикални организации кои треба да дојдат тука и да предизвикат одредени терористички акции. Се наоѓаме некаде на 6-7 км од македонско-грчката граница, почитувани гледачи. Тука се наоѓа еден од тие собирни пунктови кај што доаѓаат овие бегалци со потекло од Сирија и од Ирак. Тука се сместуваат, преспиваат 1 до 2 дена, се окрепуваат и подоцна продолжуваат низ територијата на Македонија. Најчесто завршуваат до Липковскиот регион и преку Липковскиот регион подоцна се префалат на територијата на Србија. Ние се наоѓаме во моментот, значи некаде 3-4 км северозападно од селото Негорски бањи или некаде 6-7 км надвор од центарот на Гевгелија. Овде се оние поранешти касарни во Славенската народна армија и тука во овие 3-4 објекти всушност преспиват во текот на вечерта некаде околу 40-50 луѓе. Има 4 или 5 такви касарни и тука значи некаде во пролет или на есен кога се најголемите тие фреквенции на бегалци со потекло од Ирак и од Сирија, тука се наоѓа некаде по 200 по 300 луѓе. Ние кај влеземе внатре ќе може да видите кај спиат луѓето, како купуваат храна, како всушност преживуваат тука. Велат дека имаат многу пари. Некаде помеѓу 5 и 10 илјади евра секој има однив, одат во групи по 30-40 луѓе. Обично тројца-четворица знаат англиски јазик за да може да се разберат со локалното население, од кај што купуваат овие намирници со кои може да преживат, а подоцна веројатно и во соработка со полициските структури напуштат територијата на Република Македонија. Меѓутоа да не должам, ја сами ќе видите кај и во какви услови спијат овие бегалци со потекло од Ирак и од Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите вториот дел на нашето телевизиско досие Бигалската бомба со која ќе се соочи Република Македонија, односно делот дали во таа масовна група на бегалци кои од Сирија и Ирак се враќаат на територијата на Македонија, поминуваат или транзитираат преку територијата на Македонија, може да има припадници на ИСИЛ или некои други екстремни радикални организации кои треба да дојдат тука и да предизвикат одредени терористички акции. Се наоѓаме некаде на 6-7 км од македонско-грчката граница, почитувани гледачи. Тука се наоѓа еден од тие собирни пунктови кај што доаѓаат овие бегалци со само излезот, односно влезот од кај што влагат, бидејќи лево нагоре се планините. Веројатно така полесно доаѓаат и може да се движат за да не бидат видени од луѓето кои живеат овде или од припадниците на редот на Република Македонија. Еве остатоци од тетер пак млеко. Како што кажат луѓето кои имат продавници во околината на селото Негорци, Негорски бањи и во регион на Гевгелија, обично еден представник на таа група од 3-40 луѓе оди, пазари, троши некаде 100 до 200 евра, ги носи сите можни намирници, подоцна тука преживуваат, се хранат. 1 до 2 дена обично стануваат на вакви места, колку да може да соберат сила за да може да ја поминат подоцна територијата на Република Македонија. Сега може да видите од каде всушност доаѓаат и каде влагат, бидејќи ова е навистина руинирано, нас ќе треба малце време за да можеме да го изодиме овој пат. Бидејќи ова е све веќе искршено, направено. Овде и
е користено повеќе од 20 години после заминувањето на Југословенската народна армија. Значи ова е она стара напуштена касарна, поранешна JNA, Да, некаде во близината на она болница во Негорски бањи. да. И ова е она пунктно место кај што се собират или кај што преспиваат овие бегалци од Ирак или од Сирија. Па тука ги носат. Се гледа дека е. Претежно наши луѓе. Предпоставам оти наши луѓе, тие не знаат да дојдат тука сами. Да, ова е место малце отпад, значи не е Да, не е близу покрај до- пат, близу подалеку од патот. Тука се стационира. Се гледа кај што спијат, значи има места. Може ти патеки да се видат и тренерки, може да се видат и одредени делови од гардеробата да се видат. Да, обично тие ги остават по некој дошкова се накиснати, се сушат тука, спијат и така. Викаат коле дека некаде 3-40 луѓе може да спијат во овој простор, ако не и повеќе. И овде му доаѓа Па може и повеќе. као некое зборно место би му дошло повеќе. Може би и тоа да е. Близу границата на некои 10 километри ги складираат овде, ајде да речеме, ги сместуваат. Да, тука ги сместуваат на некои полоши времења. Велат многу пари имаат некои од овие Со бегалци. сигурност. Се слушнали некоја приказна? Па слушнав тука се зборуваше дека 83.000 евра в некој полицијата нашла. Еден Пријавил, да, еден. 83.000 евра. Да. Обично Не се се, обично носат 5-6 илјади, кој како. Тука касиерките кажуваат како ги вадат парите. во селото. Во селото оди да купи некој нешто. И Во кој евра. ќе ги искари во евра, Во евра, се да. гледа топче евра. Значи топче евра. Па да. Обично велат 2-3.000 до 10.000 евра трае оној пакет или се плаќа Да, оној да, тука пакет не на- 5.000 евра, тука Да, некаде. толку се плаќа за да може да ги однесат тамо од Турција некаде до западна Европа. Се збори да тука некаде. Има една интересна приказна дека една од тие бегалки си има породено кај вас Да. во куќата. Да, да. Пред куќи, таму викавме брза помош. Дојдоа ја зедоа. Во Валандово се породи. Во Валандово? жената, да. Како поминува тука преку ден, не се кријат, ништо не. Види, они биле група. И мажот и со 2 деца бил со неа. Мажот ја оставил. И она се симнала во селото, во нашето село, тука пред мојата куќа. Викавме полиција, дојде една девојка. Преведуваше, таа му рече на девојката, вика, маж ми и 2 деца се веќе во Србија. Значи замина во Србија. А јас останав тука, се симнав тука, добив породилни болки. После разбрахме дека добила машко. Машко дете. Машко дете во Валандово. И се шалиат находно. Кумовци, подкумници, ке бидам и јас и оне 3 од комција. Абе, викна ли на мекици? Не, викна. Не викна. Не. И многу луѓе тука сте виделе вие, пошто вашата нива е Па одма видов, до еве, тука, тако, се знае, ке, тако, треба да сним. патеката. Патека, пат се прави, не? Се прави Па пат. Не е одедени двајца. Ние Тоа е. немавме среќа сега да видиме, немаше. Тука инаку обично се наоѓа. Тука се наоѓа во оваа простори. Еве, патеки, Да, еве, патеки. руби, еве, една копа има. И уште имаше, многу имаше. Јас едов патеки, бубрези, дузи работи. Најдовте? Најдов тука. Имаше некои пари тамо, Немаше. Ништо, За жал немаше. немаше, ги собраа. Патеки нови, ганс нови. Добро, коле се вклучени некои, бидејќи ово место е сепак едно место кое е малце зафрлено. Веројатно се вклучени луѓе од Евгелија, од селото ваше, кои ги носат веројатно. А сега не можам да претпоставам тачно кои се. Тука мора да има луѓе од нас. Наши луѓе. Не Инаку ги не. знаат тие. Бидејќи Грција е на 10 километри, сепак за да стигнат до овде, за да може да Не. ги најдат овие касарни Не напуштени. ги знаат тие касарните. Мора да има тука барем јас моја мислина од наши луѓе. Бидејќи ова е, Без наши луѓе не може. бидејќи ова е оптимално место, сега да не се лажеме. Тука е Голем- далеко од голем автопатот 5 км. далеч од автопатот, некаде 2-3 километри од селото, Да, никој да. не ги гледа. Ова што е болницата за нервни болести Имаше- е некаде на километар и пол од овде, значи многу мирно место, тешко се наоѓа Имаше овде. тука една акција, пријавувавме во полиција, имаше една акција, па да не претерам, може едно 30 на фатија. Овде. Да, тука, во овој дел. Од тука бега, ама ги фатија, доста фатија. Едно време поише имаше, сега малце застои има, се очекува дека сега некаде ладно. на пролет, На дека на пролет, пролет да, повторно да, ќе има една на пролет. експанзија, бидејќи во моментот вика Турција Од не пролет вика- до есен. Од пролет до есен. Да, тоа е Значи, период. како овие што се
птиците преселници. Ето. Како доаѓаат овие ластовиците и штаркоите, така и они доаѓаат. Така. Од целиот регион има граѓани и жители кои се борат или кои учествуваат во тие војни во Сирија и во Ирак. Меѓутоа најкарактеристичен е случајот со Санџак и со Нови Пазар. Од тие причини дојавме во Санџак и во Нови Пазар да го снеме интервјуто со Аида Чвороvić, кој е веројатно најголемиот лидер на тој невладин сектор кој ги истражува сите овие девијантни појави во тие радикални екстремистички организации. Тај е пратеник во српскиот парламент и е основач на најмокната невладина организација во Санџак и во Нови Пазар. Ви претеа со смрт од кога ги повикавте луѓето или младите граѓани на Санџак и Нови Пазар да не одат да војуваат во Ирак и во Сирија? Да, управу сте. Веќе годину дана ја имам полициско обезбеđenje затоа што сам током прошле године указивала да е то една од пошасти која се дешава, нажалост, нашим младим људима, да прети нашим младим људима. Наравно, мени е јасно ми е колку е бесмислено, колку е тај рад бесмислен, колико то ни у едном делу нема везе sa исламом, колико тај позив да се створи исламска држава заправо нема везе sa суштином коју ислам као религија проповеда. Ја желим и у свакој прилици се трудим да поменем да е ислам религија толеранције и да су та накарадна тумачења о исламу и джихаду да su opasna pre svega po islam i sigurno je da nekom u svetu odgovara takva kako bih rekla, takav pristup ka islamu. Ono što je opasno kad su naši mladi ljudi koji su gurnuti na margine, koji su nezaposleni, koji su očajni, to na neki način, oni postaju laka meta za te, kako bih ja rekla, lovce na ljudske duše. I mislim da ja sam već na neki način shvatila metodologiju kako se pristupa tim mladim ljudima. Mislim da su oni vrlo se ozbiljno biraju iz kojih krugova, sa kakvim problemima govorim. Кој ги бира? Postoje posebni ljudi, neka vrsta skauta, neka vrsta ljudi koji su praktično zaposleni na terenu da biraju te mlade ljude. Ja ponavljam, to jesu psi rata, to su neka vrsta lovaca i oni za to sigurno imaju, dobro su plaćeni. To su ljudi za koje možemo potpuno mirne duše da kažemo da su trgovci ljudima, da se bave trafikingom ljudi i sigurno je da oni imaju veoma ozbiljnu i organizovan pristup prema tim mladim ljudima. Добро, може ли, ако дефинираме зошто тие луѓе одат да се борат во Ирак и во Сирија, тоаш многу полесно ќе можеме да дефинираме и кои се структурите кои стојат за тоа нивно праќање тамо. Можеме ли да ги детектираме мотивите? Зошто овие млади луѓе од Санџак, од Нови Пазар, делумно Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, иако првите случаи на убиства и убивање се случуваат на луѓе кои од Албанија имаат заминато да се борат на боиштата во Ирак и во Сирија, меѓутоа сепак Нови Пазар и Санџак се на некој начин најфреквентни и најчесто се спомнуваат. Кои се мотивите тие млади луѓе да заминат тамо да се борат? Nažalost, ovo o čemu vi pričate nije samo specifikum Balkana. Evo, mi smo sada u novinama mogli da čitamo za slučaj jedne mlade Holanđanke koju je majka otišla da pronađe i našla je u Siriji na ratištu i ona je sada kod svoje kuće, prati je policija i verovatno će ona dati vrlo zanimljiva svedočenja. Dakle, postoji čitava... To je onaj del na ideološko. Jeste, postoji jedan deo koji je svakako ideološki i zato ja kažem... Ili religiozno, ajde da budemo do kraja korektni. I to što je ideološki i religiozno, da kažemo, ima, ne dešava se preko noći. Dakle, vrlo su pažljivo birani ti mladi ljudi. Oni odreda pripadaju, rekla bih, siromašnim porodicama sa sela, marginalizovani, ili su to gradski momci koji su imali problema sa nekom vrstom marginalizacije. Najčešće su to mladići koji su, ili devojke u nešto manjem procentu, koji su imali problema sa narkoticima, koji su porasli u disfunkcionalnim porodicama, dakle, vrlo osetljive mlade osobe koje burno prolaze kroz proces sazrevanja, koje svoje izlazak iz detinjstva... Некој ги следи, значи.
Наравно некој да ги их гледа, некој наравно значи да их neko генерализира. gleda. Naravno, pa vrlo je, kako bih rekla, vrlo je neobično da niko ne priđe dečaku ili mladiću ili devojci koja je iz dobre porodice, stabilne, niko se nije obratio nekom detetu koje ne pokazuje neke, neću da kažem, promene u ponašanju, ali u svakom slučaju neku vrstu bunta ili neku vrstu nezadovoljstva. Господје Чорич, еве са, например, сите ние се сакаме религијата. Вие се сакате вашата, ја се сака мојата религија. И то ни вас, а ни мене, ни на крај памет не би ни паднало. Како што ја знам, пред 8, 9 или 10 века во време на оние крстоносни војни, Наравно. да земам, не знам, пушки или да земам било што Наравно. и да одам да го бранам Наравно. Ерусалим. Ali nemojte da zaboravite da smo mi rasli u različitim okruženjima. Тоа велам. Овие луѓе не се борат овде. Значи, овие луѓе се борат 2000, 3000, 4000 километри надвор од ali своите mislim da oni домови. nešto znaju šta se tamo dešava. Ja sam bila zapanjena komentarima na Facebooku. Oni su, i nažalost, ne samo od strane mladih ljudi, nažalost i od strane roditelja nekih mladića koji su otišli u Siriju, vidite potpuno nerazumevanje situacije i konteksta, političkog konteksta u Siriji. Tim mladićima se puni glava kako tamo neko ubija nedužne civile. Toj deci niko nije rekao da je tamo zapravo, da tamo neki muslimani ubijaju druge muslimane, zato što jedan sistem, jedan režim hoće da zaštiti sebe i ubija one druge, jer prosto ne želi da ostane na vlasti. Ова истора дош, почитувани гледачи, да не речете дека сме салонски новинари, дека снимаме интервјуа само во Скопје. Ние дојдовме тука на лице место или теренски малце, да видите во какви услови овие бегалци поминуваат македонско-грчката граница. Бидејќи истора дошеска морам да ставам капулјача и да ве однесам до местото, до оние кози патики од каде што тие всушност се поминуваат македонско-грчката граница. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите вториот дел на нашето телевизиско досие Бегалската бомба со која ќе се соочи Република Македонија, односно делот дали во таа масовна група на бегалци кои од Сирија и Ирак се враќаат на територијата на Македонија, поминуваат или транзитираат преку територијата на Македонија, може да има припадници на ИСИЛ или некои други екстремни радикални организации кои треба да дојдат тука и да предизвикат одредени терористички акции. Се наоѓаме некаде на 6-7 километри од македонско-грчката граница, почитувани гледачи, тука се наоѓа еден од тие собирни пунктови кај што доаѓаат овие бегалци со прашавме кој е таа што може, што знае англиски, а донесува на тука од селото едно девојче го донесува. Само ја разбрав кога рече дека мажот и двете деца биле веќе во Србија. А она добила породилни болки и сијалиците како светеле, така се симнело во селото. Викаа брза помош и му рекоа де ќе се сретнат, таму да можеби по патот ќе се породиш. И тие од брза помош рекоа да тргнат од тука, кај ќе се сретнат. За неизина среќа
се сретна блиско, одма ги пуштија во Валандово бидејќи немал гинеколог во Гевгели. Значи во Ландо Тоа што знам, да, во Валандо се породи. Жената пред да стигне тука пешки одела или од Најверојатно пешки. Пешки. Од Најверојатно Грција. пешки, да. Грција е близу тука на неколку Да, километри. толку. Од Од него Грција. седно 5-6 километри до Од Грција, значи да, во праволинијски така да. Од таа страна има многу. Да, до таа страна. велат, Тука е многу нешто бегалци. подалеку, таму е поблиско. Да, директно одлагат. Да, преку овој, преку граница, преку преку легални граница. премини. преку илегални премини. Се знаат илегалните премини и овде се гледа кај се Се движи. знаат, секаде се знаат. Иван Бабамовски, како еден од шефовите или поранешните шефови на македонските тајни служби, смета дека се оно што денес се случува на Балканскиот полуостров, целата ова бегалска криза, де факто е само продолжение или дел од тоа сценарио 2020, кој всушност предпоставува дека некаде од 2020 година, а за тоа сценарио стои поранешниот лидер на Ал-Каеда Ал-Завахири, дека некаде од 2020 година целиот Балкански полуостров, некаде просторот од Истанбул па до Виена треба да биде исламизиран и дека се оно што денес се случува всушност е операционализација и реализација на тој проект. Таа е фрапантна бројка од 2 до 3 милиони бегалци кои треба да истранзитираат низ овие територии. Меѓу тие бегалци има пенетрирано и службите, и иранска, и ирачка служба, и сиријска служба, и од Либан службите, и израелска служба, и турска служба, сите, значи, специјални тајни служби во тие групи на бегалци имаат своји оперативни позиции кои треба да им достават информации за заштита на внатрешната безбедност. А нормално и да се имат информации за одредени активности кои се планираат да бидат изведени на простори на Европа, особено на Балканот. Бидејќи, јас ќе вратам само наназад, можда 1 година, 2 години. Објавив 2006-2007 година го објавив планот кој го изработи Ал-Завахири под наслов "Во тек е операционализација на планот Балкан 2020 и планот 3000". Што значеше планот Балкан 2020? Балкан 2020 го изработи Ал-Завахири, кој му беше втор човек во Ал-Каеда и јас лично сметам дека Осама Бин Ладен беше предаден на моите колеги од ЦИА, од страна на Ал-Завахири, на кого му пречеше да биде втора виолина во Ал-Каеда, иако беше поголем интелектуалец и со поголеми интелектуални способности од Осама Бин Ладен, кој беше практично еден од најдобрите, после Садам Хусейн, еден од најдобрите агенти на Американската разузнавачка заедница. Сега, кој го држеше не е ни битно, меѓутоа тој работеше за таа заедница која брои некаде околу 36 субјекти. Во планот 2020, Балкан 2020 се планираше дека до 2020 година Балкан треба да биде исламизиран. И јас скоро кога давав една интервју за еден портал во Вашингтон, реков дека планот Балкан 2020 е речиси пред завршување. Кои служби според вас стојат најмногу позади овие последни операции? Вие спомнавте Ал-Каеда, Не, само да ви кажам зашто сега 2020 исламизација на Балкан. Не може да нема тероризам ако нема пари. Нема организиран криминал ако во криминалот не партиципираат високите владини структури. Значи, криминалот си постои, ама тој е општ криминал, историски гледано. Во сите држави си постои криминал. Штом говориме за организиран криминал, веднаш мораме да кажеме дека во тој криминал свое место, можда и централно, го имаат владеачките структури кои имаат интерес и кои го канализираат тој криминал. Од тие причини јас имам термин и многу често го употребувам, па многу ми е драго што ми го превзимаат и познати аналитичари на Балканот и во Европа, дека
Организираниот криминал и тероризмот се сијамски близнаци. Не може да функционира, нема тероризам ако нема организиран криминал. И обратно. Организиран криминал му обезбедува на тероризмот финансиски средства за набавка на оружје, за логистика, за опрема, за мобилизирање на платеници, а пак тероризмот им обезбедува политичка и воена поддршка на организираниот криминал. Во овие релации, разнебитените безбедносно, полициски, воени структури, за политички не сакам ни да зборувам, на Балканот не можат да се носат со напливот на криминалот кој ни доаѓа. Во овие структури сега што вие ги спомнавте, околу оптимално, значи едни ги минимизираат, други ги предимензионираат. Мислам дека некаде околу 1,5 до 2 милиона има бегалци во Либан, Турција, Курдистан, Ирак, во тие делови, од овие територии кои се зафатени од диригиран тероризам. Добро, многу ми навела дека Ал-Каеда била дифузна, дисперзирана структура. Дека ова што е ИСИЛ е многу поопасна. Дека дури 70% од припадниците се од западноевропските држави. Дали се муслимани, дали се луѓе кои се пренесени и станале муслимани со тек на времето, дека некаде 70% се луѓе кои потекнат од Западна Европа, другите се од Балканскиот полуостров и домицилни структури од Блискиот Исток. Дека тоа е многу поопасна структура колку што била Ал-Каеда. Меѓутоа, ако велите дека Осама Бин Ладен бил еден од, ајде да речеме, соработници најдобри, заедно со Садам Хусейн, тие 36 американски оперативни Па они фоките го утепаа него, кога може да го заробат. Меѓутоа, не смеја да му дозволат на Осама Бин Ладен да каже зошто го утепаа. Исто како што го утепаа Садам Хусейн, за да не каже зошто ја направија и едната и другата пустинска луња. Сегова ИСИЛ се појавува преку ноќ, знаете, без малку преку ноќ. Да кажам зашто го утепаа Осама Бин Ладен. Затоа што Осама Бин Ладен си дозволи да лајне дека ќе ги објави списоците на сите политичари на Запад чии кампањи биле финансирани со парите кои ги заработила низ терористички активности Ал-Каеда. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, се враќаме после рекламите со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ.
Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите вториот дел на нашето телевизиско досие Бигалската бомба со која ќе се соочи Република Македонија, односно делот дали во таа масовна група на бегалци кои од Сирија и Ирак се враќаат на територијата на Македонија, поминуваат или транзитираат преку територијата на Македонија, може да има припадници на ИСИЛ или некои други екстремни радикални организации кои треба да дојдат тука и да предизвикат одредени терористички акции. Се наоѓаме некаде на 6-7 километри од македонско-грчката граница, почитувани гледачи, тука се наоѓа еден од тие собирни пунктови кај што доаѓаат овие бегалци со потек. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алса Тем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите вториот дел на нашето телевизиско досие Бигалската бомба со која ќе се соочи Република Македонија, односно делот дали во таа најголем дел од тие луѓе кои да војуваат тамо, значи најголем, не велам сите, туку најголем дел, потекнуваат од дисфункционални семејства. Луѓе кои имат поминато низ една бурна животна транзиција. Меѓутоа, ако семејствата не се присутни и ако причините за нивното одење тамо ги бараме во семејствата и во таа нивна дисфункционалност или нефункционалност, кај е тука исламската заедница? Бидејќи ако не постојат семејствата, наравно, и некој ги регрутира тие луѓе и ги задојува со верата и верата им останува единствено нешто во кое веруваат или од кое може да живеат, што пред тука исламската заедница? Дали е и таа дисфункционална? Знате како, mi smo disfunkcionalna društva. Ne treba opet biti nefer i sve prebaciti na porodicu. Porodica kao i sve što je slomljeno u ovom društvu, sve vrednosti, tako i porodica potpuno doživela krah i mnogi roditelji prosto u potrazi za minimalnom zaradom i za zaštitom minimalne egzistencije za tu svoju decu će raditi po ceo dan i vrlo često svoju decu prepustiti pogubnim uticajima društva. Mi smo kao društva ponavljali. I u tom kontekstu islamska zajednica ima važno mesto. I ja bih čak rekla ovde jednu od ključnih uloga, pored obrazovanja, islamska zajednica ima tu odgovornost što je na neki način otvorila tokom 90-ih vrata, ako sada govorimo o Sandžaku, a ja bih rekla i u Bosni, radi se i u Bosni o istom modelu ponašanja. Islamske zajednice su otvorile vrata uticajima sa istoka, otvorile su vrata mudžahedinima, pre svega u Bosni, koji su došli da se navodno bore za islamsku državu Bosnu, i bilo je nemoguće ne očekivati da taj impakt da se nastavi i posle rata. I to se i desilo. Počeli su da se prave logori gde su edukovani ti mladi ljudi, u međuvremenu je postao jedan čvrsti centar u Beču, vehabijski, selefijski, koji je finansiran najverovatnije od strane određenih centara moći sa Arapskog poluostrva. I ti ljudi su se svakako postarali da se ta mreža paukova polako plete, da zapravo se u srcu Evrope da joj bude sedište i da polako pruža pipke prema Balkanu, tamo gde ima muslimana, ali ne nužno uvek samo muslimana. Дали одредени припадници на таа структура на ИСИЛ се веќе вратени во Македонија, односно борци кои се бореле во Ирак и во Сирија, во рамки на ова група или бегалска бомба се вратени на територијата на Република Македонија, тука се стационирани, се во мирување или се така наречени спијачи, чекат само одредена команда како би направиле одредени проблеми на територијата на Република Македонија. Еве го одговорот на Иван Бабановски на таа тема. Бабановски.
Може ли во 2015 да очекуваме во овие групи на бегалци кои од Сирија, од Ирак, преку Турција, преку Грција, одат кон Западна Европа, дел од тие терористи преку тие структури камуфлирани да доаѓаат на Балканот, да останат овде и да прават одредени терористички акции. Вашето прашање Можеме ли да очекуваме? окей. Меѓутоа да ви кажам нешто. Кај нас постоја кампови на Ал-Каеда, на Лешница, на Шара, Триводе и помеѓу Јажинце и Кашаник. Тоа е тој камп помеѓу Јажинце и Кашаник кој го контролира западните тајни служби и денеска функционира и денеска таму се мобилизираат, организираат, подготвуваат и од тука тргнуваат преку Скопје и Тетово, едни преку Тирана, други преку Истанбул, за Сирија и за Ирак, овие терористи во ИСИЛ, ИЗИС, во Исламска држава, Калифат и во Корасон. Значи преку три кампа. Во ИСИЛ ние имаме, никој неше да каже од Македонија, никој не сака тоа да го каже од Косово, ние имаме ветерани на УЧК, на ОНА, на АНА, од командниот состав кои направија високи командни позиции во овие терористички структури кои се во Сирија и во Ирак. И кои се преку Курдистан, па нели двајца македонски албанци, турците ги апсија за тероризам и кај нас овдека молк, никој не кажува ништо. Вела дека има 2 кели на ИСИЛ во Македонија. Во Македонија имам податоци кои не можам ја да ги документирам, ако не може служба, а ја постојано зборам, никој не сака да каже и професор зборува глупости или е во право, и не барам да сум право, и камо среќа да не сум право, дека имаме 4 жени обучени за шехиди и 3 или 4 тинејџери од 11-12 години, кои чекаат од нивните централи да добијат задача да го да ја нападнат целта која им е зададена. Значи, секој што се враќа од овие боишта, сега и Либан го палат, секој добива задача, никој, сега кукаат некои што отидоа од англичани, германци, французи што се во тие структури интернационални, нели? Сака да се вратат кога виделе што се случува, дека не е тоа они што мислеле, сака да се вратат, се вика нема да се вратите нигде. И кој се враќа таму добива задача. Ако не ја изврши, целото семејство ќе му биде ликвидирано. И они знаат дека овие структури што се таму терористички имаат подршка од тајните служби на Запад, а и некои други исламско-арапски служби, дека се многу сериозни, дека се способни тие закани што им ги кажуваат, ако не ја извршат задачата што ја добиле, дека ќе ја реализираат они таа задача. На кој начин се регрутираат тие млади луѓе кои подоцна се испраќаат на тие боишта во Ирак и во Сирија, колку пари се дава, кој стои за тоа, има ли тајни служби и каде е центарот или мозокот на целата таа операција, младите луѓе од целиот овој регион да се регрутираат, а подоцна дали преку Истанбул, дали преку Тирана, да се испраќаат на тие фронтови во Ирак и во Сирија. Знаете, тоа се системи. По такви системи голем дел на луѓето се праќаат да војуваат, им се плаќа, се одгледуваат, се хранат. Некои нифи не веруваат во тоа. Činjenica je da veliki broj ljudi, malo pre smo govorili o tom verskom kontekstu, i sigurna sam da ima jedan broj mladih ljudi koji su potpuno otrovani, zaluđeni, izlagani. Pritom, nemojte da zaboravite, se radi o mladim ljudima od 17-18 godina koji su polupismeni, koji nisu pročitali verovatno ni jednu knjigu, kojima se poturaju pod nos nekakva dajđest izdanja verskih knjiga, kojima se poturaju neki main kampovi islamski, da tako kažem, neka pogrešna tumačenja islama. Ti mladi ljudi se sistematski truju nekoliko meseci, njima se najpre podiže samopouzdanje, ti skauti, ti koji su i zaduženi da ih love da kažemo, po čitavom Balkanu, pokušavaju da im daju krila, da ih prosto iz jednog outsiderskog nivoa, iz jednog
outsiderskog i da kažemo, osjećanja potpune skrajnutosti i marginalizacije, inferiornosti, da ih napumpaju, da im daju krila, da ih očvrsnu, da kažu kako su oni strašno važni, da su oni deo jednog velikog, moćnog plana. To je radio Hitler u Drugom svetskom ratu, odnosno onda kada je pripremao Drugi svetski rat. Ali, da ne zaboravimo, to je prosto da završim odgovor na pitanje. To je jedan nivo priče. Drugi nivo priče je vrlo banalan i jednostavan, a to je novac. Veliki broj ljudi ide da u Siriju ili u Iran ide zbog novca, u Irak ide zbog novca. Dakle, šta je poenta? Ono što moja saznanja sa terena kažu, a imam, da kažem, kontakte sa ljudima koji su bili u redovima Vehabija i Selefija, kažu da vođe, da ljudi koji su neka vrsta lidera grupe i tako dalje, su odreda ljudi sa kriminalnim dosijeima. I to su ljudi koji su imali pokušaj ubistva i koji su imali trgovinu narkoticima, koji su, da kažemo, bili osuđivani za trgovinu narkoticima, trgovinu ljudima. I to je paradigma koju vi možete da sledite. Dakle, imam svedočenje od jednog mladog čoveka koji mi kaže da ja znam dvojicu lidera, jedan čak i nije musliman, nego je konvertit Srbin, je poznat beogradskoj policiji, čovek iz podzemlja sa ogromnim krivičnim dosijeom. Taj čovek je navodno konvertirao, uzeo je neko muslimansko ime, 3 puta je otišao u džamiju. U stvari, iza toga ne stoji ništa, nego trgovina narkoticima, on i njegovi bliski saradnici, supruga, šta ja znam, zapravo idu tamo. I kaže, ja znam jer sam ja bio deo te priče, to su ljudi koji za sobom ostavljaju krvave tragove. To su ljudi koji godinama rade trgovinu narkoticima. Koliko pari im davate? To zaista ne mogu da vam kažem, nemam ta saznanja, ali šta je zapravo tu poenta? Znate, ti mladići koji, te devojke koji odu na ratište zapravo ne dobiju pare nikad ili dobiju veoma malo para. Ja daću sad jednu tvrdnju za koju nemam možda osnova ali verujem čvrsto da većina tog mladog sveta zapravo se nikad neće ni vratiti ovamo i da ako ne budu ubijeni na ratištima, oni će biti ubijeni od strane onih koji su ih poslali na ratišta, jer ti sigurno nisu milosrdne osobe i nemaju namjeru da im plate nikad za to što su ti mladići i te devojke išli na ratište. Ideje zapravo da oni tim mladićima i devojkama ponude s jedne strane zagrobnu slavu, šehidsku smrt i tako dalje, a s druge strane da nude novac i taj novac nikad u stvari neće doći u ruke tim mladićima. Значи, ние доаѓаме до ниво на тие скаути, што велите дека ги селектират, ги регрутират, ги храбрат, ги стимулират, им го креват оптимизмот, ги праќат, не добиваат пари и на крај или ги убиваат некои други или ги убиваат тие што ги пратиле тамо, бидејќи никош нема. На крај краишта и да се вратат ќе чека затворска казна, бидејќи се донесени закони во Албанија и на Косово и во Србија. Ево сега и Србија добила таков закон. Има најави дека во Македонија може тоа да се случи, бидејќи овде не се лекува, туку се обидува да се спречи со одредени законски казни. Но тие скаути сепак се дел од една организација, еден систем кој им ги дава парите на тие скаути, кој им ги дава инструкциите, кој им вели дека треба да регрутирате толку и толку деца, бидејќи сите знаат во Нови Пазар, сите знаат во Косовска Митровица, сите знаат во Приштина кај се центрите, како ги регрутират, што ги регрутират, сите знаат во Македонија на крајот на краиштата. Од кои села, од кои места се регрутираат тие млади луѓе, се носат таму, сите знаат и во Албанија, а тоа не се спречува. И тоа по мене мислам дека е многу поопасен систем. Зашто? Властите кои знаат, исламските заедници кои знаат, ништо не направи изминатите 2 или 3 години, почна да дават некои интервјуи и некои изјави дури после настапот на Обама на последното генерално собрание на Обединетите нации, кај што тоа функционирање на таа исламска држава во Ирак ја означи како голема опасност за светот. Да. Znate kako, ja mislim da su stvari ipak malo složenije, da se baš ne zna ko to da kažemo direktno daje. Da, zna se, recimo, mi u Pazaru postoje 2 mešđida gde se ti neki mladi ljudi skupljaju, znamo da se oni regrutuju, znamo da idu u Bosnu, znamo da postoji nekoliko centara gde se oni obučavaju, znamo takođe da novac dolazi prevashodno iz Beča, jedan deo iz Rima, znamo da novac dolazi iz Saudijske Arabije, oni koji su dobri poznavaoci prilika kažu da je Katar jedan od najvećih finansijera, ali
Ja nisam čula do sada, a pratim dosta ovu temu i od najvećih poznavaoca u Bosni, da su rekli neka konkretna imena. Da, postoje imena ljudi koji su, da kažemo, neka vrsta glavnih nekakvih trenera, neka vrsta lidera ovdje u regionu i ti ljudi su poznati. Ali finansijeri, to mislim da nažalost nema, osim možda mogu da svetske obaveštajne službe, da kažemo, operišu tim imenima. Гледате, почитувани гледачи, сама се гледа она патека по која се движат и стабана е таа патека, што значи дека и во текот на вчерашниот или завчерашниот ден, бидејќи денес никој не приметивме овде овие објекти, всушност праѓале бегалци. Мештаните велат дека не се толку многу кој што биле некаде пред 3 или 4 месеци дека била есента и да очекува дека некаде од март месец понатаму повторно да се појави поголема река на бегалци. Меѓутоа точно се гледа од каде доаѓаат. Еве е патеката, тоа се тие кози патеки нагоре и од таа страна е всушност македонско-грчката граница. Добро, прават ли проблеми со локалното население? Не, до сега немат ништо правено. Мислам, они се, бар по мене, фини луѓе. Без разлика на боја и на вера. Добро, нешто оружје да не сте виделе, да не никој? Не. Значи класични бегалци. Типично мирни луѓе. Значи немало до сега некои инциденти да влезеле, да украделе нешто? Не, немам такво сознание. Си идат, купуваат за храна, претежно еден оди. Купува, да не претераме, на вреќа намирници. Намирници, паштети, кекси, мекси и така натаму. Бегаат од вас кога ќе ве видат, но време вела дека се плашат да не ги пријавите. Доаѓа еден. На мене ја ми се случи на тука. Дојде еден. Да, дојде еден. Ја баде вченката, царевката. Дојде еден со едно мало шише. И вика за вода. Викам ја, јас од бунар вадам таму. Наполни шишето. Дојде други. Дојде трет. 17. 17 дојде. 17. Ох, кој кинези. Еден оди 100 води. Шо да дали од МК одат ли, од чо одат, не знам. Војни таму има и веројатно бегаат од. Никој од Арно не бега, што се вика. А имат пари, а не знам зашо да бегат. 83.000 евра, или така еден човек полицијата. Да, така се збори. Тоа е многу пари. Во таа група, во вагонот, негде околу, да не претерам, негде околу цифра некоја се зборуваше на 300.000 евра. 300.000 евра. Сите штие што биле таму, само во еден 83.000 евра. Има една интересна ситуација, почитувани гледачи. Ако се сеќавате на минатата емисија, таму Трпе Стојановски, директорот на Мари, кажа дека собирниот центар на сите овие бегалци кои транзитираат преку Балканот е Салцбург во Австрија. Ако сега слушате госпоѓа Ајда Чворовиќ, таа кажува дека центарот од каде се финансират сите тие операции е Виена, исто така во Австрија. Значи Австрија е всушност државата од каде што се контролират, финансират и спроведуваат сите овие операции. Зошто? Од една едноставна причина, и во време на студената војна, всушност Австрија и нејзиниот главен град Виена беа центарот од каде што делува сите разузнавачки служби на најмокните држави во светот. Од тие причини и сите овие операции и денес се водат преку Австрија. Два пати спомнувате Виена и Рим. Имавте неколку изјави изминатите 5 или 6 години, кај што велите дека одредени пари, крупни финансиски средства се собирани во Виена, во Рим и дека оделена адреса на поглаварот или реисот на исламската заедница во Нови Пазар, односно во Санџак, Муарем Зукорлич. И тој тоа се обиде, брутално да го демантира, напаѓајќи ви и навредувајќи ви на лична основа, меѓутоа никош не бе демантирани. Затоа што нема други аргументи. Код Муамера Зукорлич е тој иначе проблем у недостатку аргументације, он онда вреđа и напада мен или неког другог. Вие конкретно кажате дека тие пари кои се бира тамо му се носени него. Ja sam imala svedočenje, ja to nisam govorila na pamet i u ovakvim stvarima je vrlo delikatno i rekla bih čak i opasno i može da bude prosto zakonski kažnjivo da ja iznosim neke neistine. Ja bih voljela da je gospodin Zukorlić demantovao ili da je rekao ne, to nije istina, ja ću da tužim Aidu Ćorović. Dakle, on nema
argumente da me demantuje, što meni samo potvrđuje da sam potpuno u pravu. Dakle, ja sam imala priliku da razgovaram sa nekim od mladića koji su bili glineni golubovi Muamera Zukorlića. Šta je tu puna tragedija? To su odreda mladići koji su, opet govorim, imali problema sa narkoticima i za koje se bojim da nikada zapravo nisu ni prestali da budu ovisnici i koji su iskorišćeni da nose taj novac za Muamera Zukorlića, a sve u cilju da bi prosto se gledalo kroz prste postojanju ćelija vehabijskih i selefijskih u Sandžaku. Ja sam takođe čula i tvrdnje da neke od džamija, najvećih i najznačajnijih džamija u Sandžaku služe za skladištenje narkotika i oružja. Ja sada govorim zaista da sam čula, ja se svojim očima nisam uverila, ali isto tako imam, kako bi rekla, imam argumente da još početkom 2000-ih godina, kada se prvi put kod nas, ili krajem 90-ih, kada se u Novom Pazaru pojavili vrlo rigidni, radikalni leci, da ne treba da čestitamo praznike hrišćanima, da ne treba sa njima da učestvujemo. Dakle, nešto što stvarno onako bilo tada za nas potpuni šok. Mi smo ukazivali da je to opasno i mi smo dobili pretnje od organizacije koja je sebe nazivala Muslimanskom omladinom Sandžaka i koja je bila poslata sa faksa islamske zajednice. Oni su toliko bili neinteligentni da su nam pretili, a da nisu uopšte ukapirali da će ostaviti trag, da prosto na svakom faksu vam gore u zaglavlju piše odakle ga šaljete. Dakle, to je bio prvi pokazatelj da je negde sedište vehabija tada bilo praktično u krilu islamske zajednice. I da je dugo godina zapravo Zukorlić ljuljao vehabije, da im je davao prostor u džamijama, da im je davao mogućnost da oni se razmahnu i da rade. To je radio i Efendija Cerić, Rej Sulema, tadašnji u Bosni, i zapravo je javna tajna da praktično od 1993. godine je mudžahedinima, kasnije vehabijama i selefijama, da je zapravo islamska zajednica otvorila vrata. U jednom periodu je došlo do određenih sukoba između vehabija i Zukorlića. Zukorlić se pravdao kako je, da su pokušali da izvrše atentat, vezan upravo za Ninajsku grupu. Tada je jedan od uhapšenih i na suđenju i govorio sve najgore protiv Zukorlića. Veoma indikativno da je u toj grupi da su bili prokaženi kriminalci iz našeg regiona, ljudi koji su bili godinama trgovci belim robljem i narkoticima. Govorite za ona grupa koja je uhapsena na planina Tanjina. Jeste na planini Tanjina i jedan od njih, Ramović, je dakle taj jedan od ključnih ljudi koji je zaista jedan ozbiljan kriminalac. I ono što je zapravo moglo iz njegovog pljuvanja koje je upućeno prema Zukorliću da se čita između redova, zapravo da se oni negde ideološki ne razmimoilaze, nego se zapravo radi o uplitanju u interesnu zonu, odnosno ostavljanje šape na novac koji je očigledno tada iz Beča primarno bio slat za Sandžak. Dakle, očigledno da je Zukorlić da je hteo da novac stavi pod svoju kontrolu, a ne da ga deli sa vehabijama koji su, da kažemo, sa ispostavama. I da je tu zapravo došlo do kleša, a ne zato što se Zukorlić kao verski vođa ne slaže sa takvim islamom koji de facto, ja ponavljam, nije islam, nego je samo jedna interesna grupa. Што американците прават во Сирија? Кој е улогата на американските служби во Сирија да предизвикат еден таков конфликт кој подоцна би, ајде да речем, прераснал во еден масовен екзодус на тие сиријски бегалци, кои се некаде 60 до 70% од оваа бројка или од оваа бомба од околу 2 до 3 милиони бегалци кои се стационирани во Турција, во Либан и во тие околни држави. Што прават американските служби во Сирија конкретно, според вас? Американските служби со своите неколку најсплотени се со 5 служби. АСИО, австралиска, новозеландска служба, служба за безбедност на Канада, МИ-6 и ЦИА. Тие се 5 служби кои сите активности ги води Централната разузнавачка агенција на Соединените американски држави. И тие се силно вклучени и вгнездени во Сирија. Апсолутно. Службите амерички во Сирија имаат создадено, верувате или не, еден ден после 5 години ќе чуете, ќе прочитате и ќе кажете, овој професор од
во пензија 20 и кусур години, не бил толку излапен кога зборувал. 150 различни терористички организации и групи во Сирија имат направено. Дури го измајмунираа целиот свет во Обединените нации и добија отворени раце да можат да вршат воздухопловни удари по ИСИЛ, а го тепаат цело време Асад. Знаете ли вие дека четврти по снабдување на ИСИЛ и ИЗИС и овие други сите терористички организации и групи, а пак ќе ви се вратам на Корасан, е муницијата која ја произведува Слобода од Ужице во Србија. Терористите ја употребуваат против курдите. А таа муниција требаше да се произведува во Самоков во Македонија, кога НАТО требаше, нели, лобираме светот, барем нешто да ни помогне од како ни ги растурија патиштата, требаше да се активира Самоков и да произведуваме милиарди куршуми за потреби на НАТО. Нашите овдешни политичари, кои живеат од тендери и од продажба на македонската мизерија, на македонскиот народ, направија се тој бизнис да не помине. И така Србија го зема и во Ужице, и во Искра Бариш, така мислам дека се вика и таа фабрика, они произведуваат милиарди куршуми за потреби на НАТО и тоа е еден многу добар бизнис. Од тие куршуми добива терористичките организации, курдите кои се бранија и ја бранеа Турција, не добија ни куршуми, а не оружје. Ова што вие го зборите, тоа што јас ве прашам, тоа го знаат сите балкански полиции. Може не знаат кој ги дава парите од Саудиска Арабија. Може тоа го знаат крупните разузнавачки служби во светот, но овие луѓе, овие работи ги знаат балканските полиции, посебно полицијата во Србија, полицијата во Македонија. Никакви реакции немаше. Дали смете дека во еден временски период новите тајни служби на полиција им одговара такви поединци кои прават такви работи, бидејќи тогаш доаѓа до една конфликтност во општеството. А на власт во овие држави се сепак политички гарнитури, тука е Вучич, во Македонија и Груевски, така натаму, кои функционираат многу подобро кога има конфликтност, отколку во некои мирни политички ситуации, кога ќе станеме досадни држави и ќе треба да разговараме за 1% данок или не знам за членство во Европска унија или за екологија или за било што друго. Дали на тајните служби им одговара вакви луѓе да станат доминантни или да станат, ајде да речем популарни, да станат влијателни до одредено ниво до кое може да се контролират и тие после треба да возвратат правејќи такви конфликти на верски секаква друга основа. У суштини, ви сте заправо рекли ону тезу коју ја веќе дуги низ година говорим. Сигурно е да ни полиција nije, како би рекла, jedan unison организам, ни полиција наших земаља. Dakle, sigurna sam da u policijama postoje delovi službe koji su sigurno vrlo predani svom poslu i koji se trude da kažemo, da učine nešto protiv organizovanog kriminala. Mi sada govorimo o organizovanom kriminalu par excellence. Verski organizovani kriminal, možemo i tako da kažemo. Odnosno, organizovani kriminal sa plaštom, on zapravo, ponovit ću, nije verski. On se samo krije iza verskog. Ni u jednom svom segmentu on nije verski. Оние филми што сме гледале за Кум, кај што гледаме како функционира Ватикан. Сето оние приказни за Ватиканската банка што сме ги читале, поврзано со масони, така натаму. Тоа што се случило православието во Република Македонија, хотели, мотели, авиони, мерцедес, тоа се случува и овде. Управо то. Спецификата е овде што се праќаат да војуваат во Ирак и во Сирија, тука е спецификата. Управо то. И сада, знате, очигледно е чак и најнаивниjem и најнеобавештениjem građaninu će biti, što kažu iz aviona, vidljivo i bit će jasno da se radi o ogromnim novcima, o strašno velikim interesnim zonama. Dakle, nemojmo da budemo naivni. Sigurno je da i delovi policijskih službi, bezbednosnih službi, kako god, učestvuju u tom
u tom, da kažemo, galimatija su u toj mreži. I sigurno je, Се вмрежуваат, што се вели. apsolutno umrežavaju se, baš tako. Тука некаде крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Изворска во нова еко амбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожупчанка. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.